Минути предвидени за следниот разговор, за кој што знам дека ќе го задржи вашето внимание. Македонија 2025 го организира второто издание на летното бизнис патување во Македонија. Зашто точно станува збор утрово во студиото 3 на Македонската телевизија разговараме со Елена Журкова, координатор на образовните програми на Македонија 2025 и Александра Коложек, одговорна за маркетинг и комуникации во Македонија 2025. Ви посакувам, драги дами, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Кажав јас дека имаме навистина интересна тема за разговор. Сосема логично првото прашање, зашто всушност станува збор, какво летно бизнис патување во Македонија ова? Така, ова е една релативно нова програма на Македонија 2025. Оваа година го имаме второто издание. Лани започнавме, имавме 6 учесници. Програмата помина одлично и затоа оваа година целиме и кон повеќе од 10 учесници можеби. Програмата е наменета за младите од диаспората. Значи сакаме да допреме до младите од диаспората, млади професионалци, можеби и се уште студенти, кои што би дошле во нашата земја за повторно да воспостават некакви контакти со нашите македонци, па можеби да откријат некои бизнис можности за понатака. Инаку програмата е претседавач со програмата еден од нашите членови на бордот на директори, господинот Живка Мукаетов, кој што е генерален директор на Алкалуид, така што и Алкалуид ги има отворено вратите за многу од учесниците. Лани имаше 3 кај него на пракса, оваа година можеби и повеќе. Ајде да кажеме како ќе изгледа самата програма, што е оно што ќе се случува и да не заборавиме до кога може да се аплицира. Така, значи програмата ќе биде од 16 до 28 јули оваа година, 2 недели. Летното бизнис патување, значи самото име кажува дека се состои од 2 дела, бизнис и патување, значи првата недела е пракса. Учесниците кои што аплицираат, може да аплицираат до 15 јуни. Оние кои што аплицираат ни испраќаат своје CV и според CV-то гледаме која е нивната професионална позадина, кои се нивните интереси, за да можеме да им најдеме соодветна пракса во некоја македонска компанија. Првата недела се случува тоа, а втората недела е посветена на патување низ Македонија. Имаме голема програма обезбедена за оваа година, значи започнуваме од Скопје, продолжуваме Охрид, Битола, Преспа, завршуваме во винаријата Тиквеш и едно големо дружење со многу посетени места и да им ги прикажеме и убавините на нашата земја, оние кои не ги виделе, нели нормално. Така, сето ова благодарение на организацијата Македонија 2025. Не сте прв пат гости во нашата емисија, од сите оние активности кои што ги имате станува збор за навистина интересни проекти. Подетално за самата организација, со што точно се занимава Македонија 2025? Македонија 2025 е невладина организација, малку поспецифична заради тоа што организацијата е основана од диаспората. Значи професионалци од диаспората. И не тоа било кои професионалци, туку луѓе кои што навистина имаат завидни професионални кариери во позадина, луѓе како Џон Битов, Мајк Зафировски, Митра Кутановски и сите останати кои може да ги видите кај нас на веб страната makedonia2025.com. Имаме повеќе визи, повеќе цели, но денеска сме дојдени повеќе да разговараме за онаа цел која што е потикнување на и развој на економското секако двигателство во Македонија и како ние можеме да го направиме тоа. Значи, имаме повеќе начини како тоа го правиме, но двете најбитни се секако образование, заради тоа што веруваме дека со образованието можеме навистина да направиме големо влијание, а второто е секако на различни настани на врежување, кои што ги правиме во форма на конференции, во форма на различни нетворкинг настани низ целиот свет, исто така и со помош на останатите членови на нашата организација. Сега, кога спомнав образование, повеќе мислам на образование на луѓе кои што се веќе оформени во нивната професионална кариера. Имаме повеќе таргет групи, значи јас накратко ќе спомнам дека се работи за таргети како од типот на предприемачи, млади менаџери и извршни директори кои што имаат некоја одлучувачка моќ, која по завршувањето на нашите програми, кога ќе се доусовршат, кога ќе добијат нова перспектива, би можеле да се вратат во Македонија и да пренесат, нели, со таа одлучувачка моќ која што имаат, да го пренесат тоа во функционирањето на нивната компанија, значи да иновираат, да внесуваат новитети, со цел да бидат поконкурентни утре на пазарот и да можат дефинитивно да придвижат Македонија во некоја понагорна линија. Сега замислете, стотици луѓе тоа го прават и се учествуваат и се активни во текот на целата година преку нашите програми, така што веруваме дека ние навистина постигнуваме некоја влијание преку тие активности. Никако ми се наметна прашањето, морам да ве прашам, задоволни сте од фидбекот и од тоа како се развиваат настаните, работите?
Така, значи, фидбекот е навистина позитивен. Со тоа се гледа, со тоа што на нашите настани се приклучуваат се повеќе и повеќе луѓе секоја година. Значи, еве можам да кажам како клучен настан кој што е самитот на Македонија 2025. Оваа година ќе се одржи по 6-ти пат во Македонија и дефинитивно тоа е клучна, да речам, некоја клучна активност и настан која што се случува преку целата година, каде што сите наши учесници на сите програми, сите наши корпоративни партнери, млади од диаспората, бизнисмени од диаспората, значи сите луѓе доаѓаат и се вмрежуваат со цел за да го дадат тој фидбек и за да кажат што точно научиле, што им се допаѓа, што сакаат ново да научат и како го гледаат бизнисот во Македонија и во светот како цело. Додека да се случи самитот, така сакам и да завршиме некаде со разговорот, има и многу други активности во текот на годината, кон што ќе се фокусирате. Да, пред самитот, значи, следно нелетното бизнис патување, а пред самитот имаме нетворкинг евент кој што ќе се случи во Шведска, на кој што ќе се фокусираме кон обновливите енергии. Имаме голем број на говорници и поканата се уште е отворена и можат луѓето и да аплицираат и да видат повеќе информации на нашата страна. И сега, и на крајот од разговорот, апликациите за летното бизнис патување во Македонија се до 15 јуни, сето тоа ќе се случува од 16 до 28 јули. Зошто треба да се пријават? За да добијат едно поинакво летно искуство. Може би многу голем број од нив ќе дојдат во Македонија да си ги посетат своите роднини, меѓутоа многу е поинакво искуството ако видат и како се работи во Македонија, да запознаат професионалци од нивната област, со кои што може би понатака ќе створат и некоја соработка. Ви благодарам многу за одвоеното време за разговорот. Ми беше задоволство да сето она што го работите. Тука сме како медиум да информираме, се разбира, за она што го правите. Благодарам за можноста.